Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола. Предлог е следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за согласност и кофинансирање на проектот за изработка на техничка документација за реконструкција на каскадите и слапишта како и дел од општествените речни зидови на реката Драгор на потегот од мост на Индустријски пат се до 500 метри над Црн мост. Точка број 2. Заклучок за усвојување на извештајот на Општинската комисија за проценување на штети од елементарни непогоди во општина Битола настанати од невремето, град и поплави на ден 27.5.2022 година. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 1 го молам известителот од општина да ни образложи точката. Ако може некој да му каже во салонот да бидат потивки. Добар ден на сите. Значи, оваа одлука е согласно повикот кој што пред еден месец е распишан од страна на UNDP, Бирото за регионален развој. Тој е проектот јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти. Овој проект се состои од неколку фази. Една од фазите на проектот е по фондот за техничка документација, односно повикот за финансирање на техничка документација за инфраструктурни проекти во кои може да учествуваат општините. Се состои од два типа на грантови, тоа се мали и големи грантови од $30,000 до $70,000. Значи зборувам исклучиво за техничка документација за проекти. Има повеќе категории. Општина Битола се одлучи да аплицира во категоријата за инфраструктура за животна средина со проект за реконструкција на каскадите и слапиштата како дел од оштетените речни зидови на реката Драгор и на тој потек, значи од мостот на Индустријскиот пат па се до 500 метри над Црн мост. Во покрај останата, значи самата апликација се она што треба да следи како пропратни документи. Во чек листата, значи на крај стои дека за да може да се аплицира, обично UNDP таквите донатори бараат секогаш да има потврда од Советот, значи согласност за аплицирање на овие проекти, бидејќи самиот проект подлежи постои на кофинансирање, значи за разлика од претходниот пат кога аплициравме, ова година имаме и кофинансирање. Значи нашиот проект според нашата проценка, техничката документација би коштала негде вкупно околу $33,000 амерички долари, од кои 20%, значи негде околу $6,000 треба да биде кофинансирање на општина Битола. Ние во одлуката не наведовме точна сума колку би кофинансирале, бидејќи ова е наша проценка, нели, според нас колку би коштала таа техничка документација, мито комплетната проценка си ја прави UNDP, нели, во нивната евалвација и селекција и доколку ни изберат ни кажуваат, значи колку ќе кошта вкупно тој грант за техничка документација и колку ние треба да кофинансираме. Денес е последниот рок за аплицирање, 18. Благодарам. Дали некој бара збор? Јас имам, Вики, две прашања до тебе. Првото прашање е дали градоначалникот знаеше за повикот? Да, сигурно. Па морам да нагласам дека до мене барањето за вонредна седница беше на 19 мај, а повикот завршва на 18 мај. Затоа и денес ја држиме оваа седница на 18, бидејќи краен рок за аплицирање е 18 мај. И второто прашање е дали сите документи кои се потребни ги имате готови и само чекаме да аплицираме. Да. Благодарам. Некој друг? Повелете, Корлевски. Рековте ќе со овој повик ќе обезбедиме финансиски средства со кои што ќе се направи само проект, така? Техничка, значи проектот, самиот проект е во повеќе фази. Во ова фаза ние аплицираме за техничка документација. Ист ваков проект имаме, ако се сеќавате, како советници пред 3 години кога работевме техничка документација за местната за урбаната заедница Борис Бастерот и за објектот ке Боксерите. Само тогаш немавме кофинансирање, ова година бидејќи има голем интерес од општините, значи за да нели полесно се направи евалвација, се воведува и 20% кофинансирање од страна на општините. Во изработката на техничката документација збораме, значи. Се состои од премер, пресметка, основен проект и елаборат за заштита на животна средина и ревизија. Кога ќе го имаме резултатот, дали сме ние опфатени во ова? Тоа значи
Јас имам распоред од UNDP само до денес, значи до фаза на аплицирање. После тоа тие негде вајда во период од 1 месец имаат период на евалвација и стварно не знам. Значи сигурно за 1 месец треба да знаеме, бидејќи доколку го добиеме еден ваков проект е поврзан потоа со изработка на индекс на општината и со изработка на интегриран развоен план. Ме интересира само дали Месец, сигурно месец, бидејќи во јули треба се прати интегрираните развојни планови. За да можеме во јули месец да ве прашаме дали го стигнавме рокот еве со 18 бидејќи повико беше од 16 април некаде. И благодарам. Благодарам. Некој друг? Доколку немате, ти благодарам, Ки. Точка број 2, заклучок за усвојување на извештајот на Општинската комисија за проценување на штети од елементарни непогоди во општина Битола настанати од невремето, град и поплави на ден 27.5.2022 година. Представник, повелете. Ве молам на микрофон. Со обзир дека минатата година подрачјето на општина Битола во неколку наврати во периодот мај и почетокот на јуни беше погодено од град и јаки ветришта, настанати се голем број, мислам, огромни штети кај земјоделците. Со вашата одлука како комисија да бидеме надополнети, неколку мина колеги, се започна со теренска работа, се направи увид, сето тоа одеше многу брзо, затоа што во земјоделието малце е специфично во поглед на теренски увид. Вршењето мора брзо, затоа што вегетира живи организми, така да секој го влекување повлекува нереална проценка. Увидот беше извршен, аплицирано имаја 19 субјекти, од кои кај 2 при разгледување на документацијата не ги исполнуваја условите. Кај останатите 17 документацијата беше комплетна. Отфрлени беа од причини што во едниот случај се работеше за катастарски парцели кои според закон не смееме да ги проценуваме, односно не припаѓаат во реонот на општина Битола и припаѓаат во соседните општини, а во другиот случај се работеше на некомплетна документација, што формално правно не можевме да го процесуираме. Кај останатите 17 субјекти станува збор за 2 субјекти правни лица, значи големи побарувачи се и со поголеми површини. Останатите се индивидуални земјоделци со помали површини. Проценката е направена, комплетирана, заокружена е бројката која, мислам, добивте сите материјали, имате прегледност, кој се аплицирал, со колкави површини, колкав процент на штети има, имате преглед и вкупната проценета штета од овие непогоди изнесува 51 милион. Ние како комисија, согласно Законот за заштита и спасување и соодветна методологија која функционира како пропис, бевме должни до вас да доставиме извештаите со јасно прецизирани формулари и табели кои требаше да ви ги доставиме на увид. И доколку истиот извештај се усвои, ги доставуваме понатаму до Државната комисија, односно тоа е веќе вториот филтер кај што ќе има дополнителни анализи, дали е во ред извештајот, во колкава мера има отстапување, дали има и така натаму. Благодарам. Прашања? Доколку немате, ви благодарам. Ги ставам точките на гласање. Точка број 1. Одлука за согласност и кофинансирање на проектот за изработка на техничка документација за реконструкција на каскадите и слапишта како и дел од општествените речни ѕидови на реката Драгор на потегот од мост на индустријски пат се до 500 метри над Црн мост, кој е заве, молам да крени рака.
5 за. Точка број 2. Заклучок за усвојување на извештајот на Општинската комисија за проценување на штети од елементарни непогоди во Општина Битола настанати од невремето, град поплави на ден 27.5.2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно со тоа ја затворам Комисијата за финансии и буџет.